Последниот дел од Македонија наутро го посветуваме на тема музика, убава музика, она која што ќе слушнете и видите како видео запис во продолжение, е најава за следниот гостин.
Токму инструменталната обработка на македонскиот традиционален бисер, песната Ајде слушај Калеш Брањо, во неповторлива изведба на доањеното македонската музика кларинетистот Стојан Трајковски, дел од неговиот последен албум кој што е насловен Гласот на вечната љубов, а беше промовиран во рамки на Илинденски денови, е темата која што го задржува нашето внимание наредниве минути, и тоа со неговиот син Благојче Трајковски. Ќе објасниме зошто. Добро утро, Благојче, добро ни дојдовте во утринската програма. Поздрав до гледачите. Сум разговарала со бројни уметници низ годиниве кои што многу оставиле зад себе. Прв пат се среќавам со ситуација во која што имаме врвен уметник, кој има исто така многу уметност и музика зад себе, а е толку скромен и не сака никогаш да зборува за себе, туку остава тоа да го прават неговите дела, вашиот татко. Па добро, да, во случајот има среќа што ме има мене да можам да кажам нешто во негово име поврзано со работата и со сето тоа. Некако упорен е на ставот дека музиката е неговото средство за изразување и тоа е тоа. Во овој случај конкретно јас си го земам правото да зборувам најповеќе затоа што генерално сум јас иницијатор на сето ова што се случи, што се случува во моментов поврзано со неговата работа, вклучувајќи го секако како последно случување овој албум кој што неодамна го промовиравме во Битола. Така што како човек кој што го иницирав цел овој проект, кој што стојам позади него како идеен и аранжерски обликувач, можам слободно да зборувам за сте што е поврзано со тоа. Гласот на вечната љубов е насловен албумот и ги содржи, се чини, најубавите македонски песни. Па и на Стојан тоа некако му беше поодамна желба, некако предизвик му се тие рубато песни македонски, да кажам, да ги изведе. Ете му се исполни таа желба, успеа да сними доста песни од македонската музичка ризница, кои што се навистина бисери и го одбележуваат тој македонски идентитет. Во овој албум ставивме 6 numeri, покрај Калеш Анѓа што ја слушнавме пред малку, Зајди, зајди јасно сонце, Ајде сонце зајде, Параходот ми пристигна, Да сум бистра вода, Црна се чума зададе, значи бисери кои што се навистина еден столб во она што значи македонско музичко културно наследство. Горд сум на сето тоа што се случи, затоа што кога е во прашање кларинетот, можам да кажам слободно дека Стојан е единствениот кој што ја има до крај целата таа чиста македонска душа во изразот, и среќен сум што произлезе сето тоа од неговата душа и неговата интерпретација и се запечати како еден документ, затоа што навистина неговата уникатност е нешто кое што ретко се случува и не знам дали ќе се случи понатаму. Така што многу сум среќен, многу ми е драго што се случи една документација на нешто што е навистина многу вредно. Велите, целта на проектот е да се документира и зачува вистинскиот македонски музички израз во инструменталното музицирање, овој начин на интерпретација на македонската музика, колку им е близок на новите генерации. И вие сте дел од таа понова генерација, но имате од кого да учите, нели? Јас сум веќе на преминување од таа млада генерација во ова, би рекол, поискусна. И јас ја имав таа среќа да го имам до мене. Што со вашите ученици, се извинувам, вие сте професор, колку тие... Споменавте колку е се тоа блиско до младите генерации, не е блиско, далеко е, живееме во сосема едно друго време, во време каде што навистина динамиката на животот си го прави своето, меѓутоа сите оние пропусти кои што ние како национална стратегија кога е поврзана македонската музика, сите тие пропусти кои што сме ги правеле во минатото се манифестираат сега со многу незнаење од страна на младите генерации. Ова
не е некако, како да кажам, не би служело нешто како инспирација или како насока за младите генерации. Ова е премалку од она што треба да се случува, меѓутоа јас пак ќе кажам, среќен сум што ете ќе оставиме некој документ кој што ја одбележува во вистинска смисла она права македонска музика, он е прав вистински македонски музички израз како што споменавте, затоа што полека ние го губиме со текот на време. И еве за крај во контекст на ова што го споменавме, бидејќи изминатиот период сме навистина сведоци на преработување и на препејување на стари македонски песни, колку е ова најдобриот и најправилниот начин да се зачува македонското музичко творештво? Кога зборуваме во вистинска смисла да се зачува, не би рекол дека е правиот начин, затоа што искуството ни покажало досега дека не е само преработувањето, пресвирувањето, преснимувањето некако на сето она што значи не само инструментална, туку и вокално-инструментална музика, затоа што не може секој тоа да го прави. Сведоци сме на многу изведби на македонски народни песни кои што се тотално промашени. Зборувам од она солистичка интерпретаторска гледна точка. Навистина треба самиот интерпретатор треба да поседува многу знаење пред се. Треба навистина да има македонската музика во целост во главата, во душата, онака како што треба да биде, па да може да ја интерпретира онака како што треба. Сето тоа индивидуално работење во однос на преработување, на пресвирување, на препејување на македонската песна не служи како средство за да се спаси македонската музика. Сепак она институционално би рекол креирање на тие работи би било повеќе во прилог за зачувување на македонската музика, но живееме во едно време каде што навистина правиме многу пропусти во однос на тоа. Не знам дали ќе дојдат некои посветли денови. Ова надолго и на широко може да се дискутира. Секако, да. Со следниот видео запис ние ве очекуваме повторно во студиото 5 на Матава да проговориме на Ви благодарам во поглед на целата поддршка и сето на што вие го имате како креација на вашата програма. Се надевам дека ќе креираме уште повеќе заеднички работи кои што ќе останат во трајна документација.